Гостин во дневникот на Канал Плюс телевизија е господинот Горан Торбаков, раководител на секторот за дисеминација во Државниот завод за статистика и председател на надзорен одбор на АД Македонски аеродроми, претходно надворешен соработник во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија, задолжен за диаспора и странски инвестиции и координатор на владини проекти во сферата на туризмот. Господине Торбаков, најпрво да ви се заблагодарам за вашето присуство. Да говориме најпрво за диаспората. Што представува диаспората и колку таа навистина е значена? Најпрво ви благодарам на поканата да можам да се обратам еве на вашата телевизија овде во Штип и благодарам на воведот. Видете, диаспората представува едно неоткинливо ткиво од македонскиот народ, македонската држава и македонците во диаспората никој пат нити ја заборавиле, нити па мислам ќе ја заборават Македонија. Сепак они се сите македонци, без разлика дали е тоа прва, втора или трета генерација, таму каде што живеат секој пат имаат прилика и можности да си ги едноставно гајат, како да кажам, своите традиции, јазик, култура и така натака. Така да диаспората на вистина од неколку аспекти представува нешто многу значено. Прво заради тоа што диаспората е едно огромно лоби, македонско лоби во сите држави каде што постои нашата диаспора, без разлика дали е тоа на европскиот, американскиот или австралиско-азискиот континент. Има многу македонски организации кои што се занимаваат точно со лобирање, кои што се навлезени во тамошните институции, влади, државни администрации, каде што навистина успеваме да на еден или на друг начин помогнеме во лобирање на македонската кауза и на проблемите на нашите луѓе кои што живеат таму, меѓутоа и на македонската држава во целина. И така да сметам дека тоа е еден од најбитните фактори. Втората работа е што согласно статистичките податоци, поготово од Народната банка на Република Македонија, во Република Македонија годишно негде околу 1,6 милиарда евра се влеваат од македонските иселеници и македонската диаспора во Македонија, што е значителна бројка и представува огромен прилив на странска валута, која што нашите иселеници ја трошат на еден или на друг начин, ги помагаат фамилиите нивни кои што се тука и сепак тоа е една можам да кажам навистина огромна бројка која што никој не може да ја занемари. Така да има многу други, како што реков, причини со кои што навистина би можело да се каже дека македонската диаспора е неоткинлив дел од македонската држава, македонскиот народ, македонската култура, јазик и се она што е македонско. Колку време бевте во Австралија и што значеше да се напушти Македонија и да се замине токму таму? Па во Австралија веќе 24 години бев, ја напуштив многу млад во времето кога завршуваше југословенската држава и кога почнуваа транзициите во Република Македонија. Јас слушам повеќето по последнава година, 2 години, дека нели не знам 600.000 луѓе ја напуштиле македонската држава од побуди кои што нели не им се допаѓа, во државата има режим, диктатура и така натака. Па еве јас во тие години па ја напуштив државата од вистинска диктатура и сметав дека животот на друго место секој пат ќе ми биде подобар. Меѓутоа ете после толку години доаѓав стално на одмор и решив да се вратам и да бидам сега овде. Така да тоа е од прилика зашто сум заминал пред 20 и сега веќе 7-8 години. Дали диаспората одржува врски со Република Македонија? Колкав е интересот за токму тоа да се почитува и да се негува се уште македонскиот јазик, македонските корени? Апсолутно. Македонската диаспора е доста добро организирана од секој аспект. Значи во
Јас можам да кажам да зборувам за Австралија, меѓутоа можам да зборувам и за другите континенти каде што има навистина голем македонска диаспора. Постојат, како што напомнав и претходно, премногу македонски друштва и здруженија од секаков аспект, дали се тоа, како што реков, лоби друштва, дали се тоа културно-уметнички друштва, дали се тоа пензионерски друштва, дали се друштва кои што или организации кои што помагаат на нашите стари лица и ги користат системите, финансиските системи на државите од каде што се. Врските секако несомнено се прават преку нашите дипломатско-конзуларни представништва во државите, се прават преку различни организации кои што нормално ги искористуваат тие линкови помеѓу диаспората и Република Македонија, проекти кои што владата на Република Македонија ги има преку различни министерства, преку Министерството, ќе кажам пак за култура, преку Министерството за надворешни работи, исто така медиумски, со тоа што има многу дописници, имаме премногу телевизиски и поготово радиостаници македонски кои што одржуваат редовни контакти со нашите телевизиски радио куки тука. Така да таа врска на вистина се повеќе и повеќе се зацврстува, можам да кажам, последните поготово десетина години е на вистина најголема неголи било кога во македонската понова историја. И луѓето едноставно можам да кажам дека се и секојдневно информирани за сето она што се случува во Република Македонија, на секое поле, дали е тоа на културното поле, на економско поле, дали е тоа на политичко поле. Можам да кажам дека еве поготово во Австралија државната мултиетничка телевизија секое утро има по еден час си ги пренесува главните вести од македонската телевизија, така да навистина луѓето директно ги следат сите актуелни случувања во Република Македонија секојдневно. Така, токму на ова ќе се надоврзиме на следното прашање. Каков е ставот на македонската диаспора во врска со политичката состојба која што конкретно се случува во Македонија? Па видете, ставот на македонската диаспора е секопат константен. Барем јас за последните 26 години колку што сум бил или живеел таму, никопат не е променет. Значи македонскиот идентитет, македонскиот национален интерес, идентитетот, името, културата, јазикот се работи за кои што македонската диаспора никопат нити отстапила, нити ќе отстапи. Едни од најголемите протести кои што се правеа во времето кога нашата држава го менуваше името или даваше компромис за македонското име и за македонското знаме, беа точно во диаспората. Лобирањата, како што реков, околу оваа проблематика секопат се големи во диаспората и тие се навистина клучните прашања со кои што диаспората никопат нема да ги прифати без разлика значи што и да се случи, поготово доколку се случи нели најавуваната, како да кажам, федерализација, употреба на двојазичност на нивото на Република Македонија, не знам, некои си ценкања и коцкања околу промена на името и такви работи, тоа е апсолутно неприфатливо за диаспората и сигурен сум дека секоја политичка гарнитура во државата го знае тоа многу добро и доколку сакаат да се одржува и да се обременува оваа мислам врската помеѓу Република Македонија и диаспората, дека треба секогаш да се имаат на ум овие прашања кои што се од исклучително значење за македонскиот национален интерес. Многу често, особено во последниот период, се поставува прашањето зошто македонците во диаспората треба да имаат право на глас. Зошто ова е токму значајно за нив? Ти благодарам на прашањето, значи ова е стварно едно од прашањата кои што јас многу често го слушам, поготово по социјалните мрежи, нели имаме македонци кои што велат дека македонците од диаспората не треба да гласаат, дека они нели таму живеат, дека имаат многу подобар живот неголи
многу македонци овде, меѓутоа јас сметам дека можеби ете во првиот дел на овој наш разговор го одговорив, пак ќе напоменам, значи прво и основно сите македонци кои што гласаат во диаспората, согласно законот, се само оние македонци кои што се на привремена работа во странство и кои што имаат регистрирано последно живеалиште во Република Македонија и имаат валиден македонски пасош. Тоа значи дека не сите кои што се во диаспората имаат право на глас. Сметам дека ова е многу битно да го знаат еве и вашите гледачи и сите други во Република Македонија, бидејќи кога ќе се збори дека гласат диаспората, испаѓа дека сите кои што се во диаспората гласат, а уствари не. Законот значи е експлицитен околу тоа кој може да гласа. И сепак гласањето е навистина од луѓе кои што се во странство, како што кажав, на некоја привремена работа и кои што во моментот не се во Република Македонија, меѓутоа нивното перманентно живеалиште е во Република Македонија и они имаат валиден македонски пасош. Ствари валидна македонска патна исправа. Меѓутоа, другата битна работа е, како што реков, приливот на девизни средства кои што годишно се влева во Република Македонија, па и најголемиот факт е тоа што ние нели сите на еден или на друг начин сме македонци. Секој од некаква причина некој пат заминал, имаме во диаспората и четврта генерација македонци. И малце стварно мислам прво е немакедонски да се поставуваат такви прашања зошто еден македонец кој што живее во во Канада, во Австралија, во Германија, во Шведска или во Австралија, во Америка, не може да си го оствари своето право на глас како македонец, кој што на еден или на друг начин и пред да се исели, сепак си ги остварува своите граѓански права во Република Македонија. И токму пред самиот крај на нашиот разговор, ваш осврат токму на моменталната состојба во државата, во секторот и доменот во кој што вие раководите, што значи, од колкаво значење и какво е значењето од брзото формирање на нова влада и конечно надминување на една ваква политичка криза која што долго не следи? Точно, јас мислам дека една ваква политичка криза и е нешто кое што не и се има случајно на Република Македонија и се надевам дека нема ни да се случи повторно. Кризата е со самото тоа што е нешто што е наметнато и против волјата на македонскиот народ, кој што избра валидна влада на последните парламентарни избори, зборам за овие пред 11 декември. Фактот што опозицијата на еден или на друг начин цело време се занимава со, како да кажам, можеби народно местенки, интриги и така натака, не е навистина загрижена за економскиот аспект и економскиот раст на Република Македонија, да сите ние имаме еден добар, пристоен живот, да имаме просперитет, и е од исклучително значење да се оконча или да заврши ова криза, да се формира новата влада, да се остварат сите проекти кои што владата на Република или сегашната влада на Република Македонија ги објави во изборната кампања. Тие се сет на мерки кои што навистина се најголемите кои што досега биле презентирани пред македонските граѓани. И како такви сметам дека навистина ќе овозможат еден стабилен економски раст, еден просперитет на граѓаните, нешто за кое што навистина тежнеат повеќето луѓе. Генерално вака ако збориме околу имнението на обичните луѓе, можам да кажам, е навистина дека им е преку глава на луѓето од кризи, преку глава им е читање портали со препукувања, со секакви неточни лаги, преку глава им е од мешање, закочени системи, апсолутно администрација која што еве веќе толку време нели сите клучни постапки кои што една институција треба да ги прави во нормално време се закочени од јавни набавки, од како да кажам, па и вработувања, нели луѓето одат во пензија, некои од знаењата на луѓето многу тешко можат
да останат во институцијата ако на време не се обучат помлади кадри да ги вршат тие работи. Преку глава им е на луѓето од мешање на странски служби, на странски амбасади, на странски државни представници и така натака. И сметам дека со едно брзо и ефикасно формирање на владата, сите тие работи полека ќе дојдат при крај. Државните институции ќе можат да работат баш онака како што се и предвидени да работат, луѓето ќе се осеќаат многу постабилни, ќе гледаат една перспектива пред себе што е многу битно за една држава. Нели сите ние сакаме да имаме една визија, една перспектива каде би биле за 3 или 4 или 5 години и сметам дека и се надевам дека за многу брзо време ќе се заврши ова и дека едноставно сите ние ќе си го продолжиме да си го живееме животот онака како што на сите нас ни доликува. Така. Господине Торбаков, дојќи ви се заблагодарам за вашето гостување во Дневникот на Канал Плюс телевизија, со оглед на тоа што одговоривме на многу важни прашања. Ви благодарам уште еднаш на поканата, ги поздравам сите ваши гледачи и се надевам дека ќе се видиме повторно во некое друго време. Така. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со останатите содржини во Дневникот.